Скопјани по една година чекање ќе ги добијат субвенциите за купените инвертер клима уреди. Градоначалникот на Скопје Ѓоргиевски ги потпиша решенијата со кои 146 домаќинства што инвестирале во набавка на високо ефикасни инвертер клими во 2025 година, конечно ќе добијат по 20.000 денари. За нова клима вкупно аплицирале 182 граѓани, а 36 биле одбиени. Граѓаните задоволни. За нив ваквата мерка значи пониски трошоци и растоварен семеен буџет, повисока енергетска ефикасност и значително подобри услови за живење. Во исто време тоа што нема да се грејат на дрва, велат ќе влија и на намалувањето на загадувањето на воздухот. Убав начин е тоа. Може секој да си купи, пример. Тоа стварно задоволни ќе бидем. Зет ми купи вчера, многу убаво е. Би требало да е добро, зошто да? Добро е, мислам дека е добро, да. Јас имам клима над 15 години и не една, него две. Сакам да кажам дека со тоа, ако земат сите клима, и ќе се намали оптеретувањето на мрежите, на овакото речико, и ќе се намали загадувањето. Ќе се намали, да. На дрвата па загадуваат, ама климата не. Треба да се поднамали, да, малци, што се вика. Да не биде како што беше ептен. Значи, инвертер климата, една клима 3,5 троши 1,1 до 1,4 киловати. 3,5 зборам, за 35 квадрати. Значи, тоа е најекономично, поекономично и од парното. За Ѓоргиевски со инвестирањето во клима уредите, градот прави чекор напред кон почиста и поздрава животна средина. Со намалена потрошувачка на енергија и пониско ниво на емисии, тие и директно придонесуваат кон заштита на воздухот и создавање поеколошко и одржливо Скопје. Градските власти не запираат тука. Паралелно подготвуваат нови мерки, од субвенции за еколошки уреди до енергетски ефикасни решенија што треба да го направат Скопје поодржлив град. За наредната година покрај за инвертер планирани се и субвенции за топлотни пумпи. Ѓоргиевски најавува дека во иднина ќе се работи и на проширување на мрежата на топлификација, со што парното грејење ќе стане достапно и за домаќинствата во деловите од градот кои со години немаат таква можност. Со тоа, велат од градот, се поставува основа за долгорочни еколошки политики кои треба да донесат почист воздух и пониски трошоци за скопјани.